дојдовте во студио. Гостин, доктор Панче Арсов, гинеколог од Велес, кој што беше прогласен за виновен за смртта на родилката Бојанка Игнова, која што почина по искрварување после породувањето во 2003 година. Добро дојдовте, доктор Арсовски. Судот ве прогласи за виновен, одлежавте 1 година затвор и од кога се вративте, вие се обидувате да докажете дека не сте вие тој кој што е виновен за смртта на родилката, туку дека зател системот, здравствениот систем. Пред вас имате некои документи, за што точно се работи? Јас барав да докажам дека не сум виновен за случајот, за смртта на родилката. Тоа го барав преку Лекарска комора на Република Македонија. Поднесов барање до судот на честа, до Лекарската комора, за тоа што не беше изработен секциониот протокол од судска медицина во рамките, нормалните рамки и протоколи кои што ги има за тоа да се изработи. И не сте задоволен од резултатот што го добивте од судска медицина? Да. И кога го поднесов тоа, Лекарска комора донесе одлука со председателот на Лекарска комора, извршниот одбор на Лекарска комора, да се побара да се направи експертиза во Универзитетска клиника на Љубљана, медицински факултет, со тоа што се пратија документите медицински кои што се издадени во процесот, и на основ на тоа барање на Лекарска комора на Република Македонија добивме резултат кој што стои пред мене. Во тој резултат е опишан целиот случај и процесот, што се случувало. Во кратки црти, што вели тој резултат? Тој резултат кажува во почетокот одма дека установа со обем на работа како што е подрилиштето Велес мора да има на располагање 24 часа комплетна хируршка екипа за евентуална итна хируршка интервенција во случај на загрозеност на живот на родилка. Што е нормално секаде, требало и тука да биде. Од медицинската документација се гледа дека доктор Панче Арсов го водел породувањето на покојната Бојанка Игнова во согласно со стручната доктрина и во согласно со објективните можности во дадената ситуација, расположиви средства и кадар. Понатака продолжува дека констатиравме дека доктор Панче Арсов во 1:30 часот навреме се решил за индицирана хистеректомија, но истото не можел да изврши бидејќи немал на располагање анестезиолог. Исто така, немало можност за емболизација на утерини артерии, што е денеска во развивениот свет една од решавачките можности да се обезбеди хемостаза пред да се одлучи за хистеректомија. Тоа сака да каже дека немаше лекови кои што се потребни за оваа интервенција. Од анализата на податоците за постпородилниот период не може да се установат факти кои би укажувале на нестручно постапување, односно на пропусти во укажувањето на лекарската помош. Од аспект на клиничка пракса нема докази за неисполнување должноста на здравствениот работник доктор Панче Арсов во постапката на третирање на покојната Бојанка Игнова. Тврдите дека зател системот во болницата, не стигнал навреме анестезиолог, немало лекови за хемостаза. Не можам да не ве прашам како новинар, дали можеби донесовте погрешна проценка зошто пациентката не беше пратена во Скопје, например, додека кога видовте дека не стига анестезиологот, дека го нема. Што се случуваше во тие моменти? Во тие моменти јас тоа што е на располагање го правам, го работам. По протокол мојата работа за да запрам едно крварење, имам повеќе можности. Тие сите додека да ги употребам и изработам, времето кое е потребно за тоа, морам да го извршам тука. Не можам јас да пратам и не знам што ќе се случи по пат. Обврзан сум тоа да го изработам. Кога тоа ќе го искористам, а видам дека не запира крварењето, тогаш во таа ситуација се влегува во операциона сала. Но јас не знам дека нема да дојде анестезиологот час и 20 минути. Како го примја одговорот од Лекарската комора, како течат работите таму и што е следно, што ќе направите вие, што превземавте? Со овој документ кој го доби Лекарската комора, задоволни се со одговорот од Љубљана, а јас
поднесов барање за обновување на процесот заради нов доказ кој што е релевантен, а овој доказ е добиен од земја која е во Европска унија. Вас ви е важно да имате сатисфакција, времето поминато во затвор не може да се Не може избриши. да се врати. Не можам ништо да направам, но сакам Што сакате да докажете? ова да се обелодени и да испадне вистината, дека овдека не е проблемот мој и јас да сум сгрешил, него овдека е системот. Решението е да системот се смени, начинот на работа, да болниците бидат опремени, да болниците имаат се што е траеше потребно. судскиот процес, вие бевте на некој начин изложени на еден линч. Медиумите, имаше силен медиумски притисок, Да. бевте во еден или два наврата и, ако добро се сеќавам, и нападнати физички. Многу случаи... Бевте единствен таков случај во Македонија. Да. Се случија многу работи, но прво морам да кажам дека сопругот на починатата е вработен во полиција и тој е началник на полицијата во Велес. За овој процес, додека траеше судењето, ја бев под притисок. Многу работи се случија. Доаѓа на врата полиција ми бара пашапортот ми го одбара и без разлика што не беше одлука на судот дека треба да ми се одземе пашапортот. Имаше приведување од полиција на улица заради тоа што судот донел одлука да бидам присутен на завршните зборови и бев во шутка 12 дена. Бевте физички нападнат, после од кога се случи тоа, кога настапи смртта, исто така имаше малку побрутален беше начинот на кој што беше направена таа истрага. Да, имаше случај кој што во 2005 година се случи, бев нападнат физички. Тоа физичкиот напад беше од непознати сторители и до денес се непознати сторителите. Поминав со тешки телесни повреди, лежев во болница во Велес на уво, нос и грло и во максилофацијална хирургија во Скопје, пошто има скршен нос и вилица. Јас барав на 2 пати до Министерката за внатрешни работи со писмо да се овласијата обелодени и еднаш барав до премиерот, пратив писмо. Добивте ли одговор? Одговорите беа и од полиција и од кај премиерот исти и до денес не е ништо направено. А што беше одговорот? Дека истрагата е во тек и ќе се гледа да се заврши овласијата позитивно да се најдат сторителите. Но имаше уште еден случај кога почина родилката, дента, сабалината од полиција дојдоа 5-6 луѓе кои што одат веројатно на увид кај што се случуваат убиства и бараат да се слика салата кај што е породувањето, да се зимаат отисоци или крв и така натака. Тоа беше многу чудно, кое никогаш никаде сигурно не се случило. Доктор Арсовски, во Македонија во 21. век родилки умираат од искрварување. Зошто е така? Каде е проблемот? Значи, ова не е прв случај, не е ниту последен. Системот е проблем. Нема апаратура доволно таква каква е потребна, нема персонал, Нема доволно кадар, нема лекови. Значи, сето тоа носи последици. Последиците се овие. Како може во 21 век да нема анестезиолог дежурен континуирано 24 часа? Тоа не постои никаде, не знам, има ли некоја земја таква? А имат ли сите болници во државата анестезија? Мислам дека не. Поготово периферијата на државата нема. Еве сега читавме скоро случај во Крива Паланка, 9 години немаат анестезиолог, параните ги шијат на живо. Во многу болници нема стручен кадар, така што може да се случи гинеколог да биде дежурен на 4 оделенија, не дај Боже да се случи породување и сообраќајна несреќа во исто време. Како е да се работи во такви услови? Многу е тешко и
Тој лекар, доктор кој што работел во такви услови, само тој може да го опише тоа како изгледа. Ситуацијата кога се наоѓате пред пациентот, не можете да му помогнете, а знаете дека има можност да му помогнете, но поради некоја причина која не е индивидуална од вработените него од системот, тогаш и тоа е најтешкото. Зошто лекарите тогаш молчат? Зошто не си го кажат својот глас? Зошто не кажат дека немаат услови за работа? Тоа не би знаел да кажам зошто е тоа така, ама сигурно има нешто. Вие тврдите дека сте жртва на тој систем. Па и се гледа од тоа дека сум жртва. Но не можеме ништо да постигнеме ако тоа сето од врвот не се воспостави како систем и како нормална работа и нормална функција на медицината, општо на се во државата. Имате ли да им порачате нешто на надлежните, на министерот да му кажете, на премиерот? Може би и на семејството на починатата? За случајот вина немам. Не осеќам никаква вина. Не ме гриза совест. Ми е криво тоа што починала. А додека системот треба сето овоа да се направи како што е направено на запад. Не можеме импровизации. Протоколите постојат, меѓутоа условите се други. Протоколи има, ама услови нема. Значи тоа не можеме никако да го воспоставиме како систем. Протоколот и хартија. Тоа што треба да се изработи во моментот го нема. Ви благодарам на разговорот. Фала. Јас.